Власта не гледа проблем кај себе. По критиките од Брисел и Вашингтон дека отсуствуваат реформи во целиот регион, вице-премиерката Радмила Шекеринска се правда. Тоа се однесувало на другите, а не на нас. Ние сме одрали наспроти ветрот и сме била позитивен пример, смета таа. Според кажувањето не само од Вашингтон, туку од страна на најголемиот дел од главни градови на Европската Унија и Комисијата, ние сме тие кои што одиме наспроти ветрот. Во една ситуација во која што има сериозни проблеми и во некои делови и уназадување на Западниот Балкан, ние се спомнуваме како пример кој е спротивен, каде што резултатите се гледаат и каде што политичката волја постои. Од друга страна, поранешниот заменик на помошниот државен секретар на САД, Брајан Хојтхи, порача дека е невозможен влез на земјите од Западен Балкан во Европската Унија до 2025 година. Нема потреба да се откажува од евроинтеграцијата, но важно е да се биде искрен. Какви се изгледите на тој пат, затоа што преправањето дека тоа е известно и од некои земји може да станат членки до 2025 година, не само што им одмага, но некои треба да спроведуваат реформи, туку ги охрабрува и клептократите, корумпираните функционери да им велат на луѓето дека членството ќе се случи за 2, 3, 5 години и им дава повеќе кислород отколку што заслужуваат. Предходно слични пораки стигна и од седиштето на Европската Унија. Еврокомесарот Јоханес Хан на почетокот на месецов изјави дека Европската комисија неверојатно ќе препорача подготвителна фаза на преговорите, а не преговори како што било случај со сите други земји кандидати досега. Процес кој според Брисел би траел подолго од 10 години. Дека земјава е се подалеку од влез во Унијата, потврда и најновата нацрт стратегија на Европскиот парламент, во која нема ниту П од очекуваното проширување. Напротив, европарламентарците се насочени кон други приоритети, како што се климатските промени, демографијата и урбанизацијата.